души истини живездеси и сега исполняя сокровиште благих и жизни податливи приди сели се дни очисти на цикия скверни спаси блажи души наши. Слава от Тихинском Духу и присно веки веков. Молитвам се Того апостола Мати и Сесети Господи Исе Христе Боже наш помилуй нас. Амин. Денеска ќе продолжиме со следната 8 глава од Евангелието според Матеј, каде што се опишани работите што се случиле веднаш после беседата на гората. Таа беседа на гората заврши и сега Евангелието продолжува. А кога слезе од гората, по него врвеше многу народ. И ете се приближи еден лепрозен, падна ничком пред него и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Толкување. Лепрозниот бил разумен. Тој не се искачил на гората за да не го прекине поучувањето на Господа Исуса Христа. Но кога Христос се симнал од гората, тој му се поклонил и покажувајќи својата голема вера, не рекол: ако му се помолиш на Бога, ќе ми излечеш, туку ако сакаш. Затоа и Христос така постапил. Друго толкување Свети Јован Златост вели: исто така не рекол: Господи, очисти ме, туку во се му се доверил на Господа, го остави селинието на неговата волја и сведочи за неговата највисока власт. Значи, тука се сака да кажа толкувачите дека тој лепрозен го исповедал Господа и дека е во негова власт очистувањето и бил сигурен дека Господ може да го исцели, да го очисти. И затоа, кога кажува ако сакаш, тоа е означува целосно препуштање на Божјата волја. Како што не викаме нека биде Боже твојата волја, и тој го кажа тоа, нека биде твојата волја. Ако ти сакаш да ми исцелиш, исцели. Евангелието продолжува. А Исус се испружи раката, се допре до него и рече: сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. Толкување. Он самиот се допира до лепрозниот и никој не го обвинува. Ова чудо, оние што го гледале, не само што не ги опфатила завист заради тоа што го виделе, пошто тоа се случувало, туку тие и се восхитили на чудото и го прифатиле како вистинито и истекнале благоговение, благочестие пред Исуса, значи веќе не само заради неговите зборови, заради неговата проповед, туку и заради неговите дела. А друг толкувач кажува дека ова се случува непосредно после проповедта и Господ тука прави чудо за преку силата на чудото да се зацврти кај слушателите она што претходно Господ го кажал. Ова го кажува, да кажеме, како да ставил еден печат на своите зборови. На дело исполнил нешто со кој што се покажува дека има навистина власт да го зборува тоа што го зборува. И уште едно кратко толкување: телесната лепра ниту најмалку не ја попречува добродетелноста на болниот. Значи, оној кој што бил болен, сепак не му попречувала таа негова болест да биде благочестив. Евангелието продолжува. А Исус му рече: гледај никому да не кажеш, туку отиди, покажи му се на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсей, за ним да им се посведочи. Толкување. На лепрозниот му било заповедено да принесе дар, пропишан со законот по Стариот Завет, за да се покаже согласноста помеѓу двата завети, помеѓу Стариот и Новиот, и дека оној кој што го извршил исцелението сега е оној истиот кој што некој пат го дал законот во Стариот Завет. Следно толкување Свети Теофилак Охридски вели: Господ се допра до лепрозниот, покажувајќи дека он не подлежи на законот кој заповеда да не се допира до лепрозен, туку дека он е владика, дека е он господар и дека за чистиот нема ништо нечисто и дека светото тело оддавало осветување. Но и покрај тоа, избегнувајќи славата, Господ вели никому да не кажува, туку да му се покаже на свештеникот, зашто ако свештеникот не кажал дека лепрозниот се очистил,
тој тогаш ќе останел надвор од градот. Значи тука прво има заповед во Стариот Завет дека тие што се лепрозни се сметаат за нечисти и мора да живеат надвор од градот. И ако се случи да се исцелат, треба свештеникот да потврди таа работа дека се исцелеле и да го прими назад во градот. Значи тука Господ го почитува тоа што е напишано во Стариот Завет и го прати кај свештеникот. Значи од една страна свештеникот да се увери за чудото, од друга страна да може и лепрозно да се врати кај луѓето да живее нормално. Христос заповеда да се принесе дар, како што пропишува законот, во сведоштво на јудејците, односно како да вели: ако мене ме обвинуваат дека го прекршувам законот, нека бидем сведок оној кому јас му заповедав да принесе тоа што законот го предвидува. Значи, бидејќи знаеме дека понатаму јудејците многу пати го обвинували Исуса дека тој го прекршувал законот, а гледаме дека тој секој пат ги исполнува уредбите од законот. Уште едно толкување, светиот Бит многу почитуван вели: ако некој се прашува зошто Господ прави нешто што се чини дека го одобрува Мојсеевиот закон, а црквата денеска не го прима тој Мојсеев закон, и ако некој во недоумица зошто е тоа така, тогаш вели толкувачот, тој нека се сети дека кога ова се случи, тогаш Христос се уште немаше принесено своето свето тело како жртва сепаленица. Требаше да останат до тоа време овие символични жртви, односно Стариот Завет, се додека не се утврди преку сведоштвото на апостолската проповед и преку верата на народот она што е, да кажеме, нов завет. Толкувачот продолжува: преку овој човек беше представен целиот човечки род, затоа што тој не беше само лепрозен, туку според Евангелието на Лука овој човек беше препон со лепра. И тоа е ознака за целиот човечки род кој што е потонат во грех. Зашто сите сгрешија им е потребна Божјата слава, односно таа слава преку која кога Спасителот ќе испружи својата рака, односно кога Словото ти стане тело и ќе допре човечката природа, тие ќе може да се очистат од суетата на своите поранешни патишта. Така, оние што биле долго време оскверните, отфрлени од скинијата на Божиот народ, ќе може да бидат вратени во храмот и кај свештеникот и да ги принесат своите тела како жива жртва за оној кој што е речено: ти си свештеник довека. Значи, тука толкувачот кажува дека во преносна смисла овој лепрозен го означува целиот човечки род, кој што е потонат во греови и на кој што му е потребно Господ да испружи својата рака. Испружувањето на раката означува некакво дејство. Тоа символично го означува тоа дека самиот Бог Слово добил тело, станал човек и ја допрел човечката природа и е потребно да биде вратен во градот преку тоа што ќе се покаже кај свештеникот. Значи да биде вратен во таа претходна, да кажеме така, нормална состојба која што Господ ја предвидел за луѓето. Господ луѓето ги створил Адам и Еве ги ставил во рајот. Па луѓето отпаднале, значи еве еден начин како човекот да се врати во таа претходна состојба. Евангелието продолжува: а кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, мојот слуга лежи дома неподвижен и многу страда. Исус му рече: ќе додам и ќе го излекувам. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Толкувачите велат: и овој човек, стотник, не дошол на гората за да не го прекине учењето. Тој е истиот стотник како и кај евангелистот Лука. Иако евангелистот Лука вели дека тој испратил други пратеници кон Исуса, а одека доаѓа самиот, сепак тој не му противречи на Матеј кој што вели дека стотникот самиот дошол. Очигледно дека стотникот најпрво испратил други, а потоа кога опасноста за болеста на неговиот слуга се зголемила, тогаш и самиот отишол и му рекол: Господи, мојот слуга лежи дома неподвижен. И со тоа покажува дека имал вера дека Господ може да го излечи дури и ако не е таму присутен.
И вели толкувачот, Исус му рече, ќе дојдам и ќе го излекувам. Толкувачот вели, Исус тоа го прави за ние да дознаеме за добродетелта на стотникот. Затоа што Исус може да каже во други случаи им веле на луѓето, на хананејката што му пристапила и рекол, оди си, нека твојата ќерка и незината ќерка биде излечена. Може истото да му го каже на стотникот. Оди си, нека ти биде според твојата вера, но Христос тука му вели нешто друго. Му вели, ќе јас ќе дојдем и ќе го излекувам. И ова е, вели толкувачот, за да се покаже добродетелта на стотникот. Ако му кажа само, оди нека си исцели твоето чедо, ние немаше да знаеме за неговата добродетел. А стотникот одговори и рече, Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Доволно е ако толкување, доволно е ако зборот, односно Словото Божие, навистина влезе во домот на душата преку слушањето или читањето и го исцели детето, односно тебе, кој што се уште се наѓаш во младешка возраст во однос на Христа, иако според твојата телесна возраст може би веќе си украсен со седост. Значи, Свети Игнатий Бранчанинов кажува дека многу пати треба ние да го пуштиме Исуса во нашиот дом, Исуса Христа во нашиот дом, Словото Божие, самиот Бог Слово, да го пуштиме во домот на нашата душа, или преку слушањето на Евангелието, или преку читањето на Евангелието. И на тој начин да стекнеме исцеление за нашата душа. Евангелието продолжува како стотникот вели, зашто и јас сум човек подвластен, а имам и подчинети војници, па кога ќе му кажам на еден од нив отиди, и тој оди, на друг дојди, и тој доаѓа, и на мојот слуга направи го тоа, и тој прави. Кога го чутоа Исус се воскити, им рече на оние што врвеа по него, вистина ви велам, ниту во Израел не најдов толкова вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно. Толкување. Кога кажува зашто јас сум подвластен човек, како да кажува ти си Бог, а јас сум човек, јас сум под власт, ти не си под власт. Значи, штом јас кој што сум човек и се наоѓам под нечија туѓа власт, можам така да постапувам, да наредувам, колку ли повеќе можеш ти, бидејќи ти си Бог и не се наоѓаш под власт. Следно толкова вели Свети Јероним Стридонски. Он ветува дека веднаш ќе отиде и ќе го излекува слугата, затоа што ги гледа верата, смирението и благоразумноста на стотникот. Верата во тоа што тој од сите незнабожци, или тој од бројот на незнабожците поверувал во можноста Спасителот да го исцели болниот. Смирение во тоа што се сметал себе си за недостоен Господ да влезе под неговиот покрив, а благоразумност во тоа што преку телесната школка го видел скриеното божество. Значи, гледајќи о Христа, не видел само човек, него го видел во него и скриеното божество. Бидејќи знаа дека може да му помогне не она што било видливо, дури за оние кои што не верувале телото Христово, туку она што се скривало внатре. Таа благоразумност го потикнувала да го каже следното: и јас сум човек подвластен, имам подчинети војници. Со што сака да покаже дека Господ исто така, не само преку своето телесно присуство, туку и преку служењето на ангелите може да го исполни она што го сака. Свети Теофилак Охридски вели во однос на тоа дека Исус се восхити, им рече на оние што врвеа по него, вистина ви велам, ниту во Израелот не најдов толкова вера. Доколку јас, вели, бивајќи слуга на царот, им заповедам на војниците кои мене ми се подчинети, тогаш колку ли повеќе ти можеш да им заповедаш и на смртта и на болесните, така што од еден да се оддалечат, од кон друг да се обрнат. Затоа што телесните болести се војници и казнувачи Божи. Затоа Христос се восхитува велејќи: јас ниту последе Израелот не најдов таква вера како што најдов кај тој незнабожец. Следно толку Свети Јован Кроштадски вели: зошто Спасителот се восхитил од верата на стотникот? Затоа што таа вера била наследство на чистото, добро и просто срце на стотникот и била реткост меѓу тогашните луѓе.
Иако верата е дар Божи, но тој дар им се дава само на луѓето со срце способно да го сместат таквиот дар. А кога ќе каже ниту во Израелот нема толкова вера, тоа се однесува на неговите современици, а не на древните патриарси и пророци. И тука само ќе додадам дека Христос на две места во Евангелието се кажува дека се зачудил или дека се восхитил. Значи, се зачудил на верата на овој стотник, а се зачудил на неверието на јудејците, затоа што се вели на друго место во Евангелието, се чудеше многу затоа што иако направи толку многу чуда, тие не поверуваа. И тука се покажува дека она што кажуваат светите отци е точно, дека човекот се наоѓа во таква состојба во овој свет, што може дури да ги восхити ангелите, да не кажеме дека и Господ може да го восхити, а може да направи такви работи и демоните да се срамат од делата човечки. И ви велам дека мнозина ќе додат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството небесно. Толкување. Бидејќи Авраамовиот Бог, Творецот на небото, е Отец на Христос, затоа во Царството небесно е исто така и Авраам, со кого ќе седнат народите кои ќе поверуваат во Христа, Синот на Творецот. И он повторно исполнува смислата на која поверу кажавме, дека првенството на незнабожците се состои во верата на стотникот, бидејќи по повод неговата вера се укажува на народите од исток и запад кои ќе поверуваат. Значи, преку овој стотник се покажува дека многумина кои што не се од еврејскиот род ќе поверуваат. А Евангелието продолжува: а синовите на царството ќе бидат фрлени во крајната темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Толкување. Не рекол дека многумина незнабожци ќе седнат, за да не ги огорчи јудејците, туку прикриено рекол од исток и од запад. Спомнал за Авраама за да покаже дека он не е противник на Стариот Завет. Говорејќи за крајната темнина, покажал дека постои и внатрешна, значи во преводот изворно тука стои во Евангелието надворешна темнина, на грчки ексотерикон, значи надворешна темнина. Значи вели што има надворешна, значи има и внатрешна темнина, каде што таа надворешна и крајна темнина е полоша од првата. Јудејците ги нарекува синови на царството, бидејќи ним им биле дадени ветувањата. Значи, за да не ги огорчи нив, не им кажува се откриено, туку во прикриена форма велат мнозина од исток и од запад. Свети Григори Палама објаснува кои се тие синови на царството кои ќе бидат фрлени во темнина. Тоа се оние кои, иако ја исповедаат својата вера, со своите дела се откажуваат од Бога, со делата кои се мрски, и тие се непокорни и негодни за никакво добро нешто. Значи, Свети Григори Палама ни укажува дека синовите на царството не се само израелците, евреите, туку се денешните православни христијани, кои исповедаат точна вера, ама на дело не го прават она што доликува на таква вера. И за нив се вели дека ќе бидат фрлени во крајната темнина, во полоша темнина, отколку некој што не ја знаел вистинската вера, да кажеме грешил од незнаење. И уште едно кратко толкување: бидејќи плачот е својство кое им припаѓа на очите, а крцкањето со заби укажува на коските, јасно е дека на вистина ќе има воскресение и на телата заедно со сите спомнати органи. Значи, кога се зборува за воскресение, не се зборува за некакво привидно или воскресение на духот, туку воскресение со тело. Затоа, Свети Иерон Ефтиримски тоа тука го извлеко како заклучок. Кога ќе се каже плач и крцкање со заби, тоа го смета за буквално кажано плач од очи и крцкање со заби. Исус му рече на стотникот: оди си, нека ти биде според твојата вера, и неговиот слуга оздраве во истиот час. Толкување: излекувајќи со збор, Господ покажал дека ја говорил вистината и во однос на изгонувањето на јудејците, она претходното што кажа. А Јован Златус вели: додека правел чуда, често го изнесувал учењето за царството и сите ги привлекувал кон тоа.
Дури и на оние кои тој им се заканувал со отфрлање, на јудејците, им се заканувал не за да ги отфрли, туку за да со тоа што ќе ги заплаши со зборови, да ги привлече кон царството. Ако јудејците од тоа не добиле никаква полза, за тоа целосно се виновни самите тие и сите кои страдаат од нивната болесна неверие. Секој знае дека тоа што се случило не само со јудејците, туку и со оние кои поверувале. Значи, ова мислам дека е јасно. Кажува дека кога им зборува на јудејците некои остри работи, синовите на царството ќе бидат фрлени во крамната темнина. Тој им кажува: гледајте вие да не се најдете помеѓу тие синови на царството кои што ќе бидат фрлени. Гледате си го смените начинот на размислување додека можете, за да не ве снајде тоа. А свети Иринеј Леонски вели: кај Бога нема наследство, туку секојаш има блага, односно добра волја. И тој на сите им дава благ совет. Но во човекот тој исто така дал слобода на избор, како и во ангелите, бидејќи ангелите се разумни и имаат слобода на избор. Така што оној кој што ги слуша зборовите Господови, праведно да стекне богатство на добрини. А бидејќи на човекот од почетокот му е својствена слободна волја, му се дава, затоа Господ на него му дава совет да го запазува доброто. И ако тој го послуша тој совет, тој ќе го достигне тоа добро. За да се покаже тоа дека, да кажеме, спасението е во рацете на луѓето, значи во нивна слобода како ќе постапуваат, затоа Свети Иринеј Леонски ги наведува зборовите од Евангелието: по вашата вера нека ви биде. Или се е можно за оној кој што верува, или оди, нека ти биде според твојата вера. Значи тука од овие кратки зборови што Господ ги кажува, светите отци кажуваат, тука се гледа дека човекот е слободно битие, дека Господ на човекот му дава совет. Ти советувам вака и вака да правиш, а човекот ако го послуша тој совет, ќе добие од Бога добрини. А ако не го послуша тој совет, не е заради Бога, тоа е заради неговата слобода. Исус кога дојде во домот на Петар, ја виде Петровата тешта како лежи болна со треска, па ја допре за раката и треската и помина и таа стана и му служеше. Толкување. Влегол во домот на Петра за да вкуси храна. Допирајќи се до раката, не само што ја стишил треската, туку и го вратил на жената и здравјето целосно, така што се вратила незината сила и таа можела веднаш да стане и да служи. А ние знаеме дека е потребно болните да помине доста време за да целосно закрепнат. Додека другите евангелисти велат дека Господа го замолиле и затоа тој ја излекувал болната, Матеј, грижејќи се за краткоста, не кажал за тоа. Значи, кај евангелистите некој пат ќе видиме дека тука не кажувам евангелистот Матеј дека некој го замолил Петар. Вели Господ дојде Исус во домот на Петра, ја виде Петровата тешта како лежи болна, и ја допре за раката и треската и помина. Додека другите евангелисти кажуваат дека го помолил да ја исцели. И тоа не е спротивно едното на другото, затоа што многу пати евангелистите еден со друг се надополнуваат. Едно да го кажува другиот, она што другиот го испуштил. И уште една кратка забелешка. Со ова се покажува дека бракот во ништо не им попречува на добродетелите, на добродетелниот живот, затоа што и врховниот апостол имал тешта, односно бил женет и имал тешта. Затоа што некој се случува да кажа дека за некој добродетелен живот треба човек да се воздржува од секакви работи. Гледаме дека Господ не кажува така во Евангелието. Евангелието продолжува: а кога се стемни, кај него доведоа мнозина обседнати од демони, и тој со збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. Толкување. Гледаш ли како многумина на крајот сепак поверувале? Тие не сакале да се оддалечат, иако времето ги потикнувало на тоа, и не сметале дека е неблаговремено во вечерно време да ги донесуваат своите болни.
Забележи за какво множество исцеления премолчуваат евангелистите, кога не ни велат и не ни раскажуваат за секој исцеление одделно, туку со еден збор поминуваат преку неизречиво море чудеса. Значи, вели евангелистот, со збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. Значи, она што претходно кажуваме еден, втор, трет болен, овде се многумина болни кои што се исцелени. И вели, кога се стемни, значи тие до вечерта не сакале да се одделат од Христа. И дури во вечерно време ги донеле своите болни за Господ да ги исцели. Евангелието продолжува. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаја кој вели: Тој ги зеде нашите немоти и ги понесе нашите болести. Толкување. Навечер и ненавремено ги донеле немотните, но он како човеколюбец ги исцели сите. Потоа, за во тебе да не се појави сомнеш како можел он во кратко време да исцели толку болести, евангелистот го доведел како сведок пророкот Исаја. Навистина пророкот го кажува тоа за гревовите, но Матеј ги додава овие зборови и кон болестите, затоа што најголемот дел од нив произлегуваат од гревовите. Значи, иако ги донеле болните во ниедно време, во ноќно време, Господ не им кажал, ајде сега не е време за тоа, донесете ги утре, туку во исто време ги исцелил и за тоа се вели дека тука се покажува неговото човеколюбие. Евангелието продолжува. Кога Исус виде многу народ околу себе, им заповеда на учениците да минат на другата страна. И откако и со само кратки две толкувања, со тоа се покажува дека он не бил честолюбив, па да остане таму и да го велича, туку веднаш се заменил таму кога почнувале да доаѓаат кај него многумина. Ги исцелил и сакал да се замене за да не го фала дека те ги исцели. А истовремено со тоа сакал да ја избегне и зависта на јудејците. И пак ти кажам, зависта на јудејците не ја избегнува затоа што не знам се плаши од нив или не знам нешто може да му направат, туку за нив да ги поштеди, да не случајно заради својата завист они паднат во некаков грев. Затоа он се оддалечува за нив да ги поштеди, да ги зачува. А Свети Кирил Александрийски вели: Исус заповеда да отплуват на другата страна само учениците, за да не се случи дека толпите на луѓе кои го притеснувале Исуса и им попречувале на учениците да ги чујат поуките и тајните Божи, кои понатаму ќе им бидат откриени, значи да не се случи дека секој пат биле со многу луѓе и не успеале да ги дознаат оние тајни Божи. Затоа се оддалечуваат само тие со Исуса, само учениците со Исуса Христа. Затоа што вели Свети Кирил Александрийски, оние кои што ги оставиле сите богатства што ги имале, сиот свој имот се оставиле и го следеле Исуса заради љубовта да се поучат, само на нив им заповеда да преминат од привременото кон вечното, од земното кон небесното, од телесното кон духовното. А на останатите овие тајни им биле објавувани преку приказни или параболи. И тогаш дошол, Евангелието вели вака: и откако пристапи до Исус еден книжник, му рече: Учителе, ќе врвам по тебе кади да одиш. Толкување. Тогаш кога народот покажал толку љубов кон Христа и со таква усредност го следел, еден човек кој што бил роб на богатството и бил мощен надмен човек, тој дошол кај него и му рекол: Учителе, ќе врвам по тебе кади да одиш. Гледаш ли каква гордост? Сметајќи дека е недостојно за него да се вбројува помеѓу простиот народ, туку покажувајќи дека тој е многу повозвишен од толпата, со такви мисли пристапува овој човек кон Исуса. Таква е јудејската нарав. Тие обично се исполнети со неблаговремена дрскост. На ист начин, дрскост тука во еден поархаичен речник означува храброст. Не секој пат има грубо значење, затоа што некој ќе кажеме денеска дрскост, тоа никако не може да се каже како нешто позитивно. А тука толкова вели неблаговремена дрскост, односно неблаговремена одважност или храброст. На ист начин и подосна некој друг, кога сите молчеле, пристапил само тој и го прашал Исуса која е првата заповед. Значи кажува дека тоа е карактеристика на јудејската нарав,
во некое неблаговремено време да покажат одредена одважност. Впрочем, и покрај тоа Господ не го осудил овој човек заради неговата неуместност и дрскост, и со тоа не учел и нас и ние да ги трпиме таквите. Исто како што и претходно поучи, во неблаговремено време кога му побарале помош, не ги одбил. Затоа он не ги разобличува јавно оние кои што имале зли намери, туку своите одговори ги управа против нивните мисли, овозможувајќи им самите да го видат разобличувањето, давајќи им двојна полза. Прво со тоа што покажува дека тој го знае она што е скриено во совеста, и второ со тоа што иако тоа го знаел, допуштал сето тоа да биде скриено од народот и им давал можност на луѓето да се поправат само доколку сакаат. Токму на тој начин тој постапил и сега со овој кој што дошло кај него, Свети Јован Златоуст. Значи, ово толку Свети Јован Златоуст, значи, кажува светителот дека Господ и кон тие луѓе што се дрски и неумесни во своето држење, он и кон нив покажува, не им откажува помош и покажува добрина. Затоа што веќе има двојна добрина. Прво, со тоа што им кажува, не им одговара директно, за да не ги посрами пред другите луѓе, туку им кажува на начин кој што покажува дека тој ги гледа намерите на нивното срце, ама не ги открива тие намери на остатокот од народ, за да може тие луѓе да не бидат посрамени пред сите луѓе, туку во себе си да сватат дека сгрешиле и да се преумат. Тега Господ на многу нежен начин постапува да не ги отфрли од себе оние кои што дошли. Друг толкувач вели: тој книжник рекол: ќе врвам по тебе каде и да одиш. Ревносно, но само уверено тврдење. Бидејќи на Господа му престоело да оди на страдање, да слезе во адот и да се искачи на небесата. Заре може човечката немоќ да му сопатува во сето тоа? Тоа е повеќе глупава самонадежност отколку исповедање на верата. Значи, гледаме како неколку свети отци, Евангелието не кажува никаква критика за овој човек. Значи, Евангелието повторно ќе опрочитам, вели: пристапи кон Исус еден книжник и му рече: учителе, ќе врвам по тебе каде да одиш. Ништо нема тука со осуда. Меѓутоа, светите отци, неколку од нив, гледаме дека зборуваат со осуда. Тие проникнале во духот на овој разговор и кажуваат дека тој тоа го кажал со една гордост. А човек може да не му јасно каде се гледа тука гордоста, нели? Човекот му кажал: ќе одам по тебе каде да одиш. А Исус ги викал на другите. Ги викал другите, на другите им кажал: дојдете по мене, врвете по мене. Меѓутоа, тука сите отци гледаат една надменост. Значи, Свети Јован Златоуст вели: човекот сакаше да се издвои од другите. Каже: Господи, ја ќе одам со тебе каде да одиш, не сакам како да се одвои од толпата народ. А исто така самиот себе се става во рамен, да кажеме, во некоја се споредува со нешто што не го знае. Значи, ете, кажува другиот толкувач, да го обясни тоа посликовито, вели: Господ требаше да оди на крст и да слезе во адот и да воскресне. Како можеш овој човек да му сопатува така? Значи, тоа сето е одраз на дрскост и на гордост. А Исус му рече: лисиците имаат легла и небесните птици гнезда, а синот човечки нема каде глава да послони. И сега гледате како се развива разговорот. Книжникот му вели: ќе дојдам по тебе, ќе врвам по тебе каде да одиш, учителе, ќе врвам по тебе каде да одиш. А Исус му одговора: лисиците имаат легла, небесните птици гнезда, а синот човечки нема каде глава да послони. Навидум не се поклопува прашањето со одговорот. И тоа е оно што кажуваат толковачите, дека Исус проникнува во совест и во мислите на луѓето и им одговара на самата нивна мисла. Еве, толковачот кажува која е самата нивна мисла. Книжникот тука се нарекува оно што ги знае книгите од законот. Тој, гледајќи многу чуда, помислил дека Исус добивка од нив, заработка од тие чуда, па затоа сакал да го следи, за тој самиот да собере богатство. Но Христос, пресретнувајќи неговата намера, како да му кажа: врвејќи и по мене, ти се надеваш да собереш богатства, но зарем не гледаш дека јас немам ниту дом? Таков треба да биде и мојот следбеник.
Господ го кажал тоа со цел да го убеди да врви по него, менувајќи го своето настроение, но книжникот се оддалечува. Значи, кога книжникот сватил дека нема тука заработка, напуштил. Некои подлисици и птици ги подразбираат демоните, па така Господ му вели на книжникот: во тебе одмараат демоните, затоа јас во твојата душа не наоѓам одишка за себе. Мене лично ме става впечаток како тука и самиот Господ кажува работи кои што не се гледат од прва, и сите свети отци го воочуваат истото, дека кај него има, затоа претходно светот отец рече, роб на богатството. Човекот имал желба да се богат, имал желба да стекнува. И тој се рекол, човек што прави вакви чуда, прво го нарекува учителе, не го нарекува, например, како стотникот Господи. Значи, малце го унижува и сака и тој да има удел во сето тоа. И кога гледа дека нема удел, напушта. Свети Тихон Задонски во однос на сиромаштвото Господово вели: гледај како заради нас осиромашел оној кому му припаѓа целата земја и се што ја исполнува. Немал каде дури ни глава да послони. О чудо, оној во чии што раце се сите краишта на земјата и кому небото му е престол, а земјата подножие. Тој така осиромашел што немал каде главата да се ја послони. Тоа сиромаштво ни го представува нам неговиот апостол. Значи, апостолот Павле во посланието до коринтијаните вели, во второто послание до коринтијаните вели: бидејќи ја знаете благодата на нашиот Господ Исус Христос, дека тој, иако богат, осиромаше заради нас, за вие да се збогатите преку неговата сиромаштија. Значи, Господ со своето сиромаштво нас бедните не обогатува. Евангелието продолжува: друг пак од неговите ученици му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам и да го погребам татко ми. Но Исус му рече: врви по мене и остави мртвите да ги погребуваат своите мртвци. Толкување. Каква е сличноста помеѓу книжникот од претходно и овој ученик? Првиот го нарекува Исуса учител, а вториот го исповеда како Господ. Последниот, заради своето благочестие, сака да отиде на погребот на татка си, а првиот сака да врви по Христа каде што треба, сметајќи на добивка за себе, сакајќи да има добивка од учителот, а да ја има добивката, а не самиот учител. Значи, не сака да има добивката од учителот, а не да го стекне самиот учител. Откако некој, Свети Теофилакт Охридски вели, откако некој му се предал себе си на Бога, тој веќе не треба да се враќа кон обичните светските дела. Треба да се почитуваат и родителите секако, но Бог треба да се стави над нив. Во овој случај родителот бил уште и неверен, што се гледа од кажаното: остави ги мртвите, односно неверните, да ги погребуваат своите мртвци. Штом оној не добил дозвола да го погреба татка си, колку ли е полошо за оние кои, откако примиле монаштво, се враќаат кон животните дела. Свети Кирил Александрски вели: и самиот тој, заради ползата на оние кои што биле со него, ги презрел својата мајка и своите браќа, значи самиот Христос, велејќи: кој е мојата мајка, кои се моите браќа? Еве мојата мајка. Значи, тука толкочот ни кажува дека Христос, она што го советува на другите, што го бара од другите, и самиот го покажал на дело. Затоа што кога дошле, кај него му рекле: те бараат твоите браќа и мајката, он рекол: кои се мои браќа, која е моја мајка? И кажал оние што, тука не, тоа е во друг дел Евангелието, ама тогаш кажал: оние што го слушаат Евангелието, што го исполнуваат, тие ми се и мајка, и сестра, и брат. Значи, тоа што Христос им го советува на другите, прво самиот го покажа на дело. И уште една кратка поука од Свети Антони Велики кажува: во црква не го погребува својот мртовец, односно, додека си на богослужба, не се занимава сумот со светските работи од животот. Значи, гледаме дека отците можат тука да дадат и други толкувања, и преносни толкувања, и работи кои што не се, да кажеме, очигледни од, или не се буквално тој контекст.
толку има денеска спремно, само што ќе се навратам една, да кажеме, забелешка тука, а тоа е дека човек ако внимателно ги проучува Евангелијата, ќе види дека некаде има некои работи кои што се чинат дека се спротивни една на друга. И сега, може би никој од вас нема таква помисла, но само ќе ви прочитам еден дел како светите оци ги објаснуваат овие нешта, па човек слушајќи го ќе ги свати другите работи кои што ќе ги сретне во читајќи ги Евангелијата. Свети Сихи Иерусалимски на прашањето, му се поставува прашање: зошто евангелистот Мате вели дека Господ после блаженствата, од кога ги кажа блаженствата, и после стотникот влегол во домот на Петар и ја излечил неговата тешта, додека Лука вели дека Господ ја исцелил неа пред блаженствата и пред доаѓањето на стотникот. Исто така, зошто и разслабениот, согласно Матеј, Господ го исцелил во својот град Назарет, а според Марко и Лука во Капернаум, додека според Јован во Иерусалим. Разјаснување. Од ова се гледа дека Господ не само што блаженствата ги изложил два пати, туку и разни лепрозни и расслабени исцелил. Изложените од Матеј блаженства ги изрекол пред изборот на 12 апостоли и на другите апостоли, пошто повторно ги изложил. Потоа, слегувајќи од гората, го очистил лепрозниот и го исцелил словото на стотникот и тештата на Петра. Лука пак по изборот на 12 мината и објавувањето на нивните имиња разкажува дека Господ Христос, стоејќи на рамно место, ги изложи блаженствата. Значи по самото место се гледа дека на второ место, втор пат се каже на друго место блаженствата. Значи ова на еден начин покажува како евангелистите кога кажуваат работи кои што не се поклопуваат едно со друго, не значи дека се во несогласување дека кажуваат неточни работи. Просто едниот евангелист кажува за првиот пат кога биле кажани блаженствата на гората, а вториот кажува кога втор пат биле кажани на рамно место. Значи првите биле кажани пред изборот на 12 и на другите апостоли, а вториот пат блаженствата биле кажани откако биле избрани другите 12 апостоли. Значи Христос во беседата во вториот пат кога ги кажува блаженствата, им се обраќа на апостолите кои што ги избрал. На ист начин и стотниците, едниот од Матеј, другиот од Лука запишан, биле различни, иако бајцата биле жители на Капернаум, бидејќи едниот сам го молува Господа, а другиот преку посредници. И едниот за слугата, а другиот за синот го молеле Господа, бидејќи отрок во Светото писмо обично се нарекува синот. И од расслабените, еден е за оној за кого што кажуваат Лука и Марко, кој што е спуштен преку покрив, а друг за кого говори Матеј е запишан откако Матеј е повикан да биде апостол. А трет е оној кој што бил пред влезот во бањата, за кого раскажува Јован. Значи, тоа што некој пат човек читајќи ги Евангелијата, ако е многу внимателен, ќе примети, или ако добро памти, ќе примети дека редоследот на некои настани навидум не се поклопува. И кажува, толкувачите кажува дека се работи за различни исцеленија. Ако имало тогаш еден лепрозен, имало во иднина и друг и трет лепрозен. И еден и друг расслабен. Еден и друг стотник дури кажува тука дека имало. Така што со ова се покажува дека овие работи се наменети за упатени кон луѓе кои што во се наоѓаат забелешка, во се имаат приговор, за се викаат дека тука има некаква недоследност. Јас ова го спремив за денес, ако имате некој прашање или некоја забелешка, или што да дајете да кажете. Значи, човек некој пат чита некои едноставни работи во Светото писмо
и така поминува, да кажеме, не со многу внимание преку нив, сметајќи дека тука се кажуваат обични работи. А оние кои што Господ им ги отвара очите на срцето да разберат, наоѓаат многу силни поуки во секој зборче од Евангелието, дури во работите, така да кажам, што не се кажани. Гледаме тука, тоа го видевме во неколку наврати. И претходните толкувања што ги имавме, и сега тука, во разговорот со книжникот, каде што се покажува дека едно е она што книжникот го зборува, а Христос му одговара на размислувањето на неговото срце. И тоа светите отци сите го воочуваат. Значи, тука е показател дека треба да се поучуваме од светите отци кога се зборува за точно сваќање на верата и точно сваќање на Евангелието, затоа што многу пати ние ги слушаме овие работи и не ни се јасни. А на светите отци им се кристално јасни и сите окажуваат едното исто. Затоа што нив Господ ги просветлил и овие списи што се останати до денес, токму за тоа се останати за и ние да се поучиме од тие списи. И за нас ќе биде немарно и неодговорно ако ние кажеме не интересира да се почуваме, не ни е грижа за тоа, ние ќе си ја толкуваме верата како што самите сакаме. Тоа денеска е многу расширено заради тоа што имаме многу силен контакт со култура од протестантските земји, каде што таму секој е свој папа, секој, да не кажеме, свој Господ. Секој како сака си ја толкува верата, како сака се разбира, како сака му се моли на Бога, што сака прави во црква. А Господ нам ни кажал и како да се однесеме во црква, и што да правиме, и како да се молиме, и кога да се молиме. Ти спееме тропалти и ќе завршиме. Уседно од митници, зашену владице Христу, јавошуся на земји человеком на благост. Тому последова апостол избрани јавил сјајси и благовестник Евангелија вселени велегласен, сега радички им честную памет Твою, на Тебе.